Додека трае фестивалот на креативен документарен филм Македокс, меѓу две проекции се развиваат сериозни дискусии за естетиката и концептот на овој филмски израз. Во разговорите тоа често се поврзува и со актуелниот момент на македонската продукција на креативната документаристика. Во оваа хроника на фестивалот одлучивме да ви пренесеме едно искуство на нашиот млад продуцент Огнен Антов од филмската продукција Dream Factory, кој веќе има неколку сериозни искуства во работата, меѓу кои посебно место има Гран При наградата на Сараевскиот филмски фестивал во програмата за креативна документаристика за филмот на Билјана Гарванлиева Шивачки. Заигрува ли срцето на продуцентот кога вака на еден фестивал во неколку дена ќе гледа филмови и ќе се сети на она што може да го прави и во нашата средина, имајќи во предвид сето она што се постигнува со овие филмови што ги гледаме, а што можеби недостасува кај нас? Па генерално многу заигрува срцето. Например, пред 2 дена гледав еден филм Мојот босоног пријател. Некако лично ме трогна приказната заради тоа што видов некакви емоции кои што еден филмовите каде што ние работевме имаше некаков таков излив на емоции, на некаква таква тешкотија каде што протагонистите минуваа низ секојдневието за нив, кој што секојдневие во еден момент стане и секојдневие за нас, поморавме и ние да ги доживуваме истите емоции. Некако ми се погоди Мојот босоног пријател да ми ги погоди истите емоции како јас да сум тој кој што го работи филмот и од другата страна на камерата и мора да го теши ликот, мора да ги минува сите оние дождови, монсуни, топло, боси нозе, асфалт, 10 рупи, сите нешта низ кои што се минува додека се работи еден филм. Очигледно дека навлекува ова професија, овој тип на работа на вакви филмови, но дали тоа значи дека би сакал во континуитет да бидеш навлечен на ваков тип на ангажман и на работа? И што е тоа што недостасува за да го имаме тој континуитет? Па навлекувањето е нема веројатно веќе назад. Иглата е веќе влезена и готово веќе. Тоа функционира едноставно, станува секојдневие. Пошто ова не е професија која што се работи за пари, за да бидеш филмаџија треба да си малку луд и остатокот е да премногу ја сакаш професијата, а да бидеш па креативен документарист, тоа е веќе да си и многу луд и многу да ја сакаш професијата. Така да веројатно навлекувањето е доживотно и не се може без тоа, не се може без дури ни да се не се може да не се дојде на ваков фестивал, да се посети, да се биде со колегите, да се биде на воркшопи, да се разговара, да се создаваат некакви нови идеи, а да се биде документарист во Македонија, тоа е више као да пробувате со $1 да влезете у казино и да заработите милион. Прилика таква е логиката и математиката на нештата да се биде документарист во Македонија. И во претходните изданија на хрониките за фестивалот на креативниот документарен филм Македокс информиравме за работилниците кои се одвиваат паралелно со филмската програма на фестивалот. Се работи за работилници за уредници на документарните програми на телевизиите, за автори, за видеоактивизам и за критика за креативната документаристика. Она што ви го нудиме како информација во оваа хроника е фидбекот, односно мислењето на дел од учесниците на работилниците на овој фестивал. Кога ќе се концентрира вака во еден краток период на едно место, еден фестивал, прилично добри филмови, работилници, луѓе кои се мотивирани да научат нешто ново, да видат нешто ново, добиваме некој полет, некоја желба да се впуштиме во тоа на било кој начин. Дали навистина го делиш тоа? Да, мислам дека беше одлична прилика за луѓето од телевизијата да имаат можност да слушнат некакви совети, практични лекции за документарниот филм кој што како жанр во последните години во македонската медиумска слика исчезнува. Барем не можеме да зборуваме за некаков континуитет. Ако земеме особено во предвид дека и документарните програми со некакви законски квоти кои треба да се регулирани преку Советот за радиодифузија исто така практично не функционираат, иако во поголемиот број на европските земји од друга страна знаеме дека тоа доследно се одвива баш така 10% документарна програма, барем оние телевизии кои што се сметаат за национални се со некаков презник на паблик телевизија. Мене барем ми делуваше полетно затоа што навистина бев жедна да ги слушнам тие нивни искуства, имаше многу што да се чуе за
Овој жанр кој што е идеален спој меѓу, би рекла, журнализмот, значи новинарството и филмскиот или креативниот ТВ јазик, оно што е мој интерес, оно што мислам дека сакам и понатаму да го надградувам. Факт е дека недостасуваат млади автори во Македонија на ова поле и факт е дека останато е се на сомнителните естетски па дури етички критериуми на уредниците во медиумите кога е документаристиката во прашање. Една наша колешка диагностицираше, немаме сомневање дека и ние можеме да се согласиме околу тоа, дека е тесна врската меѓу новинарството и документарниот, креативниот документарен филм. Има многу моменти што ги спојуваат. Има истражување, има работа со вистински настани, со вистински луѓе, со реален живот и после тоа сето тоа треба да се преточи во некаква форма и тука може би единствената разлика. Дали и ти го делиш тоа, мислам? Па, од прилика е така некако, низ работата веќе 9 години како новинар, сум нашол повеќе теми, приказни, личности кои што не е доволно еве на пример во весник да искажеш целата приказна и повеќе пати сум размислувал околу тоа дека документарниот филм би можел да биде еден вид на продолжение на приказната и подобро да го отслика. Vi er født rige, forkælede. Der var kokker, tjener og gartner. На четвртата вечер на фестивалот во главната програма беше презентиран данскиот филм Добриот живот, продуциран во 2010 година. Филмот влегува во интимата на две жени, мајка и ќерка, и тоа во еден пресвртен момент од нивниот живот. Тешко е да се има, па да се нема, токму тоа е темата на овој филм, кој што ги портретира двете жени. Тие некогаш живееле во големо богатство, но сега парите веќе ги нема и двете се соочуваат со реалниот проблем како да се приспособат на новите услови на животот. И овој филм уште еднаш ги покажа сите потенцијали и креативни алатки со кои толку творечки може да се влезе во плетењето и расплетувањето на овој тип приказни. Уште една одлична филмска вечер во Куршумлијан. Режисер на Добриот живот е Ева Мулват. На работилниците посветени за креативниот документарен филм, за уредниците на телевизија, авторите и така натаму. Работилниците ги водеа клучни луѓе можеби сега што постојат во регионот кои може да ги дадат вистинските упатства, препораки, совети и така натаму. Ако ги исклучиме финансиите, за кои исто така има решение, има европски пазари и така натаму, претпоставам дека ви зборувале и за тоа. Кои се советите што ви ги дадоа и кои се дали ви отворија перспективи за тоа како да се размислува кога треба да се прави еден документарен креативен? Па Мартичка Божилова и Борис Митич зборуваа повеќе од срце, од стомак. Значи, веројатно тешко е да се даде некаква класична упатство или лекција за тоа како да успеете на пазарот на документарниот филм, особено на оние големи питчинг форуми кои што се случуваат низ Европа и во светот, каде треба да ја презентирате и да ја продадете својата идеја и да ги убедите, не знам, 50 на сериозни едитинг комишенерс од сериозни телевизии, зошто ако вие не го направите токму тој документарен филм, дека светот ќе пропадне. Така да веројатно нема некој класичен рецепт, прашање на авторскиот удел во тоа како вие ќе пробате вашата идеја и вашиот концепт и вашиот синопсис да го презентирате и да покажете со тоа дека навистина во вашата авторска идеја, во тој некој ваш индивидуален став има приказна од реалноста кој што доаѓа од стомакот и кој што зборува за вистината, затоа што документарниот филм знаеме дека настанокот е токму како кино на правдата или камера на вистината, дека треба да е некаква коректура на овој дифтарски свет во кој што живееме. Иако теоретски низ лекции зборувавме за сите фази, од идејата, преку пишување третмент и синопсис, па се до крајните фази на финансирање, дистрибуција, процесот на копродукции и не знам, позиционирање на филмот и продавање на конкретни телевизии или пак по фестивали. Дали тоа те мотивираше, колку што знам тебе те интересира и присуствуваше на дел на една од работилниците тука, дали тоа те мотивираше и дали евентуално би се впуштил во некаква таква продукција? Па да, од прилика тоа беше затоа што се привив на таа работилница да видам кој е моментално трендот во документарниот филм. Бидејќи гледам дека има некои различни документарци, но некои се многу блиски со новинарството. Така да тоа беше идејата да видам дали каква е продукцијата на еден документарен филм и дали може да се спои со тоа што го работам. Буди ли љубопитство и отвараат ли перспективи филмовите што ги гледаше тука, програмата што е направена на фестивалот? Како изгледа тоа сега во твоите очи?
Па добро, не гледав премногу филмови, одгледав 2-3, меѓутоа некој од нив, посебно тој бразилскиот со бразилскиот уметник Депонија, имаше многу новинарски елементи во делот на истражувањето додека го подготвуваше филмот, така да тоа покажува некоја врска која што може да се користи понатаму. А за идеи има секогаш идеи, и за документарни филмови, и за приказни, новинарски, меѓутоа треба да се поклопат некои работи за да може тоа да се реализира. Subi ontem à Montanha Blanca. Lembro de haver pensado enquanto subia: se caio e aqui me mato, acabou-se. Não farei mais livros. Хозе и Пилар беше филмот што вчера вечер беше прикажан како еден од двата филма во програмата Нови автори. Филмот е португалска продукција од 2010 година и раскажува еден дел од животот на португалскиот добитник на Нобеловата награда за литература Хозе Сарамаго. Филмот е препон со моменти на нежност и со иронични и песимистички рефлексии на писателот, кој, како и во своето творештво, се обидува да создаде против отров во однос на глобалната преголема доза на проза. Во исто време Хозе и Пилар е и документарен филм за една многу уникатна љубов и за животната сопатничка на Хозе Сарамаго, Пилар. Како што наведуваат критичарите, ова е филм споменик во чест на еден писател, филм за еден брилијантен човек кој знае дека времето истекува, а сепак. Хозе и Пилар е филм кој излегува надвор од филмската слика и плени главно преку зборот, кој ја гради емоционалната порака во филмот. Режисер на овој филм е Мигуел Гонзалес Мендес. Pilar. Како ја оценуваш програмата или дел од програмата, она што го виде на годинашниот Македокс, ти се отворија ли некои идеи, те поттикнали нешто, те мотивираат, те провоцираат? Да. Мислам дека имаат одлична програма. Селекцијата е изузетна. Не само работилниците и сите случувања, туку и сите филмови кои што имав можност да ги погледнам. Дупла доза, особено во вечерните часови, од 21 и 23 часот, особено тие проекции ги следам. Ретка прилика. Тие филмови, знаете, не можете да ги најдете она класично, да ги симнете како што сме навикнати на пиратеријата, и е добра шанса да се погледне нечи став, погледнат низ тугите очи, како некој друг го гледа светот на одредена тема, на одредена реална или автентична приказна. Уште една карактеристика кога зборуваме за документарниот филм, а често пати ја среќаваме и ние кога работиме новинарство, е емотивната врска во која стапуваат авторите на филмот, односно новинарите, со луѓето со кои ги разменуваме нивните приказни, со кои ги доживуваме нивните приказни. Тоа може да биде драгоцено искуство кога се прави документарен филм, целата таа емоција да се преточи сега на платно или во новинарски текст. Па најважно е да се убеди личноста, субјектот кој што е предмет на приказната да зборува отворено, бидејќи кога има камера пред него, луѓето се затвараат, така да најважен е тој дел да се оствари тој контакт. Не е само најважен, туку и најтежак. После самото снимање и мислам тоа јас го гледам вака што сум гледал филмови, но и авторите така раскажуваат дека тој е најтешкиот дел, после е полесно тој креативниот дел кога треба да се снима. Particularly my gay male friends have for years wanted me to know that the moment I took off my fake breasts and my makeup, I was no longer Rose, that I was John. And they didn't like or didn't want or wouldn't call me Rose when I wasn't in makeup. Although when I was, they were very happy to call me Rose and would call me Rose without fail. But then suddenly the breasts don't come off, and now those same people who called me John now call me Rose. Филмот што има во името е најпровокативниот и најконтроверзен филм на годинашниот Македокс.
Организаторите на фестивалот предупредија дека филмот има шокантни и експлицитни сцени и тоа како да беше мамка за публиката која со љубопитство го изгледа филмот, иако на моменти можеби и не сакаше да биде во тој момент во салата. Режисерката Ева Купер ни го пренесува Њу Йорк и неговата андерграунд сцена. За пуританските желудници некои сцени од филмот навистина се тешко сварливи, шокантни, разголени, експлицитни и радикални. Од друга страна, филмот сето тоа ќе го ублажи и оправда со несекојдневно искрениот и храбар пристап кон ликот и дејствувањето на Џон Кори или Роуз Вуд, зашто тој, таа, иако антихерој, иако со андрогинска свест за двополовоста на човекот, сепак упатува сериозни пораки за ослободување од стегите и моралната хипокризија од каков и да е вид. Што има во името е во белгиска продукција. And what about the penis? And I said, it works just fine. I don't see trading it. This is sleeping and dressing. That's my world. It's a little tiny world. Oh God. Кога зборуваме за документаристиката и за креативниот документарен филм, она што е важно е да се напомене дека темите за кои зборуваме, дали може да се каже дека ако не ги правиме, испуштаме многу од темите, а темите во документаристиката секогаш се тука, само треба да се види низ окото на камерата, низ окото на оној креативниот документарист што треба да поработи тоа, низ окото на продуцентот кој ги разбира тие работи, кој ги гледа оние работи што се случуваат во нашето секојдневие, испуштаме многу теми на тој начин. Дали се согласуваш со тоа? Апсолутно, заради тоа што играниот филм е фикција. Играниот филм многу ретко е реална приказна, најчесто е онаа фикција која што ни го прави светот да не биде порозов. А документарниот филм е реалноста во која што живееме, прикажана преку емоцијата на авторот и преку очите на снимателот, на продуцентот или на главниот протагонист, како и да е. Тоа е некогаш сурова, некогаш многу прекрасна реалност во која што живееме, али тоа е нашата реалност, тоа е тоа кое што сме ние, тоа е тоа кое што сум јас. A man died and went to hell. Then he went to the devil and asked how much it was to make a phone call to the USA. Во програмата за деца и млади, публиката на Македокс го виде филмот Надеж или Итемба во американска продукција и во режија на Елинор Бурк. Надеж и Темба е прекрасна емотивна приказна за група од 8 музичари со физички недостатоци во Зимбабве. Наспроти на хендикепите со кои се соочиле во животот, оваа група млади луѓе му пркоси на истиот тој живот и со хумор и песна се пробива во средина каде што многумина ги сметаат за проколнати. Филмот ги следи нивните проби, секојдневни животи и посебни моменти и на извонреден начин ја отсликува радоста на животот. Now we're going in the studio, we're recording. I'm really hoping that next we could get the opportunity to travel beyond our borders. Guys, we're starting, guys. Oh, Zexa. Electricity. Are we ever going to start this? Our president. Guys, this is so wet. We have to record with the generator. This is sick. Wangiqomisa ngeqiniso wangiqeda amandla mntwana weqhawe wangiqonda wangiqomisa ngeqiniso mntwana weqhawe wangiqonda wangiqomisa ngeqiniso wangiqeda amandla mntwana weqhawe
пред публиката на Македокс и официјално беа представени жири комисиите кои оваа година ќе одлучуваат за наградите во 5 категории. Како што е познато, официјални награди на Македокс се Кромит за најдобар филм во меѓународната надпреварувачка програма, Влад Кромит за најдобар филм на нов автор, Кокарче за најдобар филм за деца и млади. Освен овие 3 награди ќе бидат доделени уште 2, една за најдобра презентација на човекови права и за филм со најдобри етички идеи. Оваа година сите филмови прикажани на Македокс ќе бидат земени во предвид за овие 2 специјални награди. Составот на жири комисиите е интернационален.